ова издание. Каков ќе биде односот меѓу медиумите и новата администрација на Бајден по 4 проблематични години со Трамп? Уредите за виртуелна реалност помагаат и при обука на нови вработени. А дали сте слушнале за новиот велосипед на акумулатор кој поминува преку реки и езера? За ова и повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Трамп ги обвинуваше медиумите дека го третираат сурово и нефер, често нарекувајќи ги непријатели. А што сега новинарите и активистите за слобода на печатот очекуваат од новата администрација на Бајден? Дали таквиот однос ќе се промени? Следува анализа. Американските новинари работат во значително непријателска средина, соочувајќи се со физички напади и вербално насилство од страна на демонстранти и полиција. И уште посериозно, вербални напади од страна на поранешниот председател Доналд Трамп. Поддржувачи на Трамп го нападнаа Конгресот и ја уништија опремата на екипата на Associated Press. Тие ги навредуваа новинарите ставајќи им епитети, а на вратите на Конгресот напишаа "Убијте ги медиумите". Изминативе 4 години беа поставени бомби во CNN. Вооружено лице уби 5 мина во редакцијата на Capital Gazette во Анаполис. И владата тајно ги следеше новинарите кои ги покриваа мигрантските каравани на јужната граница. И не беше само тоа дека на председателот и на неговите приврзеници не им се допаѓа известувањето, што е нормално, туку тие нападнаа вистински работи на начин кој е опасен и кој представува физичка закана за новинарите. Трамп ги обвини новинарите дека го третираат сурово и нефер. Известувањето за секој председател и лидер воопшто обично не е проследено со пофалби. Тоа обично не ги полни вестите. Така и Доналд Трамп помина низ многу критика, но тоа е работа на медиумите. Критичарите велат дека поддршката на САД за слободата на печатот исчезнала од меѓународната сцена, каде Америка историски била лидер. Еден пример е незината широко критикувана реакција по убиството на новинарот на Вашингтон Пост Џамал Кашоги во конзулатот на Саудиска Арабија во Истанбул. За човековите права и слободата на говорот Сузан Носел од организацијата Пен Америка зборуваше за гласот на Америка. Во случајот со Џемал Кашоги, тие јасно ставија до знаење дека нема да дозволат убиство на новинар да ја попречи нивната врска со саудиската влада. Таа вели дека организации како незината изгубиле моќ да ослободуваат затворени новинари без поддршка на владата на САД и незините релации со остатокот од светот. Стејт департментот ги поздравува храброста и посветеноста на независните медиуми и во неговите изјави ги осудува политички мотивираните гонења, неказнивоста при напади и заканите кон новинарките. Белата куќа исто така имаше одреден успех, вклучувајќи ги напорите за ослободување на Остин Тајс, американски независен новинар, кој исчезна во Сирија во 2012 година. Председателот Џо Бајден вели дека ќе ги брани правата на активистите и новинарите кои работат на обновување на односите со медиумите. Но аналитичарите велат дека неговото минато со слободата на печатот не е идеално. За време на администрацијата Обама-Бајден имаше поограничен пристап до информации, прогон на извори и запленување на телефони на новинари. Тоа беа многу опасни ситуации, што не бевме навикнати да ги гледаме во САД и кои се случија за време на администрацијата Обама-Бајден. Така што, дефинитивно, ние што се залагаме за слободен пристап до информации, ќе бидеме предпазливи што ќе се случува за време на оваа администрација. Активистите бараат смирување на реториката, поголема заштита за медиумите кои покриваат протести и немири, како и САД да се залагаат за слобода на печатот. Администрацијата на Бајден треба да почне да разговара во име на поединечни новинари кои се цел на напади во светот. Сега кога САД добија нов председател, новинарите и групите за човекови права ќе се залагаат за слободата на печатот како врвен приоритет. Компании во САД најдоа начин како да ги обучуваат новите вработени преку уреди за виртуелна реалност. Еве како тоа функционира. Поради пандемијата, експертите за човечки ресурси се соочуваат со уникатен предизвик како да ги обучат новите вработени бидејќи работат од дома.
Некои компании се одлучија за симулации со виртуелната реалност. Immersion is a virtual reality simulator. Се работи за симулатор за виртуелна реалност кој им овозможува на луѓето да ја вежбаат и усовршат тешката комуникација на работа. Например, разговор меѓу лекар и пациент или лекар и семејството на пациентот. Виртуелната реалност може да ги стави лицата во неконвенционални ситуации кои тешко може да се изведат во реалноста и да ги остави да научат од сопственото однесување. Методите, како овие, се особено ефикасни за обука на учителите. To master those techniques on Да се усовршат ваквите техники, потребно е да им се дозволи на децата да прават грешки кои доколку би ги направиле во вистинскиот живот би имале штета. Вака само ќе ја научат лекцијата. Меѓу првите училишта кои ја вовеле технологијата на виртуелната реалност се наоѓаат во округот Аурора, Колорадо. Одговорниот за академската програма во овој округ, Андре Рајт, вели дека школите вовеле уникатен пристап за обука на наставниците. We need practice for threat assessment. Потребна ни е обука за проценка на закана и тешки ситуации со родители и кога треба да споделиме информации. Ја воведовме оваа практика за кризниот тим, како и за советниците и за социјалните работници, за да видиме колку ќе им помогне да се подготват. Компанија во Њујорк нуди етички правила и обуки за вработени со помош на виртуелна реалност. Основачката Робин Розенберг вели дека виртуелната реалност може да ги обедини луѓето, што е особено важно за време на пандемија. Има компании за виртуелна реалност што може да ги поврзат луѓето, така што секој ќе се чувствува како да е во иста конференциска сала, што е особено важно за луѓето, особено за оние што живеат сами. Една голема негативна страна на технологијата е што очилата за виртуелна реалност не се толку распространети како компјутерите, така што техничката поддршка би можела да биде голем предизвик. Но за оние што може да имаат пристап, поддржувачите велат дека е одличен начин да добијат обука во време на социјално дистанцирање. Велосипед од иднината, возен из реки и езера, а креаторите се надеваат дека ќе стане нов олимписки спорт. Изгледа како нешто од иднината, велосипед кој вози на водена површина. Како и повеќето вакви изуми, се започнало со сон. Во овој, основачот на компанијата возел велосипед на устие на една река. И кога се разбудил, можел само да го опише како искуство, исто како возите на земја. Тоа го инспирирало да го реплицира процесот и на вода. И така се роди Манта 5. Електричниот велосипед на оваа компанија ги претвора езерата и реките во нови арени за влюбениците во велосипедизмот. Има педали, електромотор од 460 вати и акумулатор кој трае 3 часа. Не многу различен од стандардниот електричен велосипед, но има нешто поинакво. Крилја направени од јаглеродни влакна функционираат како крилјата на авион. GPS технологијата, сензорите за наклон и мерачот на брзина помагаат велосипедот да излезе од водата. Кога ќе завртите на педалите, моторот ќе ви даде дополнителна сила, ќе може да излезете на површината. Ова е различно од возењето по пат. Нема тркала, па целиот систем е поинаков. За брзина користиме GPS. Велосипедот може да вози со 20 км на час. Манта 5 го замислува возењето на вода како можност луѓето да ги истражат реките и езерата и еден ден како иден олимписки спорт. Наредно во лето, оваа компанија од Нов Зеланд планира да го минава Манш со нивниот велосипед. Но луѓето мора да почнат да го користат. Откако ќе се научат, тоа е како возење велосипед. Со оваа информација ги заокружуваме денешните вести. Ве поздравувам до утре. Пријатно.